По рекламите време за вестите на Ирис телевизија. Расте бројот на заболени од СИДА во државата. Во пораст е и бројот на новорегистрирани и во Штип. Само годинава се регистрирани 3 нови случаи. 3 нови случаи на заболени од ХИВ се регистрирани годинава. Бројот на заболени е во постојан пораст, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Расте бројот и на државно ниво. Само годинава регистрирани се 35 нови случаи. Од тие 35, 9 се болни од СИДА, а 26 се ХИВ позитивни. По пол 33 се мажи, а 2 се жени. Во Штип имаме 3 нови случаи на заболување, на регистрирани случаи, од кои 2 се ХИВ позитивни, а 1 е починато лице. Иако живееме во време кога лесно може да се обезбедат информации за начинот на пренесување, но и како да се заштитиме, сепак, како што потенцира Грков, се уште постојат непознавања од оваа област, посебно кај младата популација. Потребни се кампањи, но и редовни тестирања. Тестирањето е потребно. Треба да се го направи секој кој имал ризичен однос за да се зарази од ХИВ. Меѓутоа не се прави така често, мада имаме кај нас во советовалиштето направено на тестови. Мислам дека има некои манипулации со тоа, така да од нашиот регион одат во други региони да се тестират повеќе отколку што кај нас. Првиот случај на заболен од СИДА во Штип е регистриран во 1987 година. Од тогаш до денес има 12 заболени, од кои 7 се ХИВ позитивни, а 8 се болни од СИДА. 3 од заболените се починати. Црн баланс на патиштата на Штипскиот полициски сектор. За 11 месеци од оваа година во сообраќајни несреќи загинаа 15 луѓе. Загрозена е безбедноста на патиштата во источниот регион. За 11 месеци во сообраќајни несреќи на подрачјето на Штипскиот полициски сектор загинаа 15 луѓе. Вчера во тешка сообраќајна несреќа на влезот во Штипка и Чардаклија настрада 65 годишна жена. Во несреќето учествувале 2 возила, джип и Опел Тигра. Увид на местото на незгодата извршил јавен обвинител и полициски службеници од секторот за внатрешни работи Штип. Се работи на утврдување на причините за незгодата. Страдаат возачи, сопатници, пешаци, велосипедисти. Годинава до септември полицијата регистрира 11 жртви во сообраќајни несреќи на подрачјето на СВР Штип. 3 возачи, 2 сопатници, исто толку и пешаци. Во сообраќајна несреќа настрада возач на 4 цикл, 2 велосипедисти, а жртва во сообраќајка е и старец со запрежна кола. Во октомври и ноември во сообраќајни несреќи загинаа уште 4. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вечерва е на митинг во Штип. Лидерот Зоран Заев, носителот на листата Љупчо Николовски и 2 кандидати за пратеници Благој Бочварски и Владимир Милошев ќе представат програмата План за Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вечерва пред Штипјани ќе го презентираат планот за Македонија. Председателот на општинската организација на СДСМ во Штип Владимир Милошев на пресконференција истакна дека 99% од населението во Македонија живее во сиромаштија, додека само 1% се богати, и тоа на сметка на останатите. Но како што рече Милошев, тие им нудат план на граѓаните за пристоен живот и иднина на младите. Просечна плата од 30.000 денари и минимална плата од 12.000 денари за сите работници. Прековремената работа на секој работник ќе биде платена, а работниците со навршени 60 години за жени и 62 години за мажи ќе имаат скратено работно време од 6 часа и при тоа ќе добиваат цела плата. Милошев забележа дека во програмата предвидена и поддршка за македонските домашни фирми. Секој млад човек ќе добие вработување согласно неговото образование, воведување на државна социјална пензија за лицата кои навршиле 65 години, а не ги исполниле условите за пензија. Предвидено е и укинување на радиодифузната такса. Враќање на дневната ефтина тарифа на струјата
со што ќе ги намалиме трошоците на граѓаните за електрична енергија. Зголемување на средствата за земјоделски субвенции за 30%, како и нивна навремена исплата, тогаш кога им е најпотребно на земјоделците. Обештетување на сите стечајни работници, воведување на доместок во висина од 6600 денари, со што ќе имаат можност за пристоен живот до пензионирање или ново вработување. Митингот на СДСМ и коалиционите партнери ќе се одржи вечерва на градскиот плоштад Слобода во 19 часот и 30 минути. ВМРО ДПМН со пресконференција го најави централниот митинг на коалицијата за подобра Македонија, што ќе се одржи утре на градскиот плоштад во Штип со почеток во 20 часот. Вашето присуство на утрешниот митинг значи поддршка за новата клиничка болница која се гради во Штип, поддршка за автопатот Штип-Миладиновци, поддршка за обновата на патот Велес-Штип, поддршка за двата најавени експресни патишта Штип-Радовиш и Штип-Кочани, поддршка за гасификацијата, нови фабрики во тир зоната, 4 нови детски градинки, Универзитетот Гоце Делчев Штип, поддршка за нов затворен олимписки базен во Штип и уште стотина други проекти. Ова е ваша шанса да го кренете вашиот глас и да кажете не на федерализацијата, не на двојазичноста, не за лаги и нереални изборни лаги на СДСМ. Ве повикувам заеднички, масовно и храбро и во огромен број на митинг и заеднички да ја најавиме големата победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН Илија Димовски денеска на пресконференција истакна дека изградбата на клиничката болница во Штип е реален проект, а не празно ветување. Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН во третата изборна единица Илија Димовски денеска заедно со кандидатите за пратеници од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков ја посетија локацијата каде што се гради новата клиничка болница. Димовски истакна дека овој проект забрзано се гради, а квалитетни здравствени услуги ќе имаат граѓаните од Штип и од целиот источен регион. Проект кој чини 37 милиони евра, а ќе се набават и 407 апарати за сите болници во Источна Македонија. Дополнително сакам да потенцирам дека во овој период во Штип се вработени над 80 нови доктори, огромен дел од досегашниот кадар, но и од новиот кадар се упатени на едукации, доедукации во странство, како и на специализации во Универзитетот во Скопје. Вкупниот број на ново вработени доктори во цела Источна Македонија е некаде околу 200 до сега. Димовски забележа дека во програмата на ВМРО ДПМН во делот на здравството предвидено е да продолжи и драстичното намалување на цената на лековите, а досега во 10 наврати имаше намалување на цената од 10 до 90% на различни лекови, со што, како што вели Димовски, во джебовите на граѓаните остана заштеда од околу 33 милиони евра. И втората работа, она што долго време медицинскиот персонал и лекарите го бара, во програмата е предвидено носење на специјален закон за лекарската служба, со која што на сите доктори, на сите медицински лица, на целиот медицински персонал ќе им се овозможи да се исполнат нивните барања околу нивната работа, нивниот статус, безбедноста при работата и сето она што ќе ги прави комотни за целосно да го вложат своето знаење и својот капацитет во третирање на дијагнозите кои што доаѓаат кај нив. Димовски забележа дека проектот изградба на клиничка болница во Штип е проект кој граѓаните го гледаат и не е празно ветување. Вчера вечер коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржа предизборен митинг во Кочани. Остануваат уште 10 дена од оваа предизборна кампања. Работите започнуваат да се разјаснуваат. На 11 декември граѓаните ќе имаат можност да направат избор помеѓу две опции. Едната е ВМРО ДПМН, која гради и решава проблеми и исполнува ветувања, наспроти опцијата на СДСМ, која шири деструкција и прави хаос во државата. Со овие зборови се обрати лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на вчерашниот митинг во Кочани. Потребни се 63 пратеници за да се стави крај на политичката криза и да почне политичка стабилност, порача Груевски. Исто така дознавам дека во последните денови размислувале и заговарале и други идеи. Здружувајќи се со некои подземни структури,
особено кај албанските радикали, кај порадикалните структури на албанците во Македонија, разговарале за некакво полнени кутии, заедничко, договорено, не знам какво. Сакам да им порачам да не си играат играчки. Затоа што после ни цела албанска диаспора од цела Швајцарија и од цел свет нема да ги спаси од овој народ и од сите граѓани на Македонија. И од македонците, и од албанците, и од турците, и од ромите, и од бошњаците, и од власите, и од србите, и од сите останати. На вчерашниот митинг Груевски презентираше дел од досегашните реализирани проекти, новети и нови, со кои ќе се подобри животот во државата. Најави изградба на нови 3 автопати и уште толку експресни патишта, отварање на нови фабрики, изградба на училишта, спортски сали и градинки. Се направија и многу други работи, но ќе се направат уште многу други кои се дел од нашата програма. Во новиот мандат планираме ново намалување на невработеноста од 24 на некаде помеѓу 17 и 18%, со отворање на 70.000 нови работни места во Македонија. Дека е тоа можно, ќе ви кажам и со фактот, дека само во последните 2,5 години, во време на криза, во време на вакви проблеми што ни донесе СДСМ, се отворија 39.000 нови работни места. На митингот во Кочани говореше и Аксел Фишер од германската партија ЦДУ, носителот на листата во третата изборна единица, како и кандидатот за пратеник. Претходно ВМРО ДПМН е одржа митинг и во Виница. Поради ниските температури, подобро е граѓаните да ги заштитат чешмите и водоводните броила, апелираат од Водовод и канализација на јавното претпријатие ИСАР. Деновиве имаме подпросечни ниски температури, а синоптичарите најавуваат дека вакво време со минусни температури следува и во наредниот период. Екипите на Водовод и канализација на јавното претпријатие ИСАР се редовно на терен и интервенираат околу санирањето на дефеците и проблемите предизвикани од замрзување. Секако, апелот од јавното претпријатие важи граѓаните навреме да ги заштитат чешмите и водоводните броила. С оглед на тоа дека следува период на спаѓање на температурите под нулата, ќе дојде до замрзнување на водоводните инсталации, а особено кај индивидуалните куќи, каде во главно изолацијата е со послаб квалитет. Затоа апелираме до сите граѓани да преземат соодветни мерки за заштита на водоводните инсталации, особено на водомерите. Кога станува збор на заштитата на чешмите и на водоводните броила, да не се пуштаат славините на чешмите да течат, затоа што тоа ќе се одрази на зголемувањето на сметките. А тоа да не го направат на начин со тоа што ќе пушат славините да течат, бидејќи со тоа ќе дојде до оптеретување на самиот систем, бидејќи се дојде до зголемување на потрошувачката, а и секои граѓаните ќе добијат поголеми сметки за вода. Со тоа ќе биде и отежнато на нашето санирање на самите дефекти, бидејќи, како што кажав, доаѓа до период на пад на температурите под нулата. Инаку без оглед на ниските температури, екипите на Водовод и канализација на јавното претпријатие ИСАР работат на активностите околу поставувањето на фекална канализација во Сутлакот и во Караорман. Лазаревото писмо од Живко Чинго во режија на Љупчо Ѓоргиевски е новиот театарски проект кој премиерно ќе биде изведен во сабота. На сцената на Штипскиот театар, публиката ќе може да види представа во која се обработува добро познатиот македонски синдром за опстанок. Лазаревото писмо од Живко Чинго во режија на Љупчо Ѓоргиевски, премиерно во Штипскиот народен театар. Првата изведба на новата театарска представа е закажана за во сабота. Во Лазаревото писмо работите се случуваат во 60-тите години, време со кое режисерот нашол аналогна врска со денешното. Им беше интересно да повлечам една паралела како сега овој народ се однесува овие колку 25-6 години во тие нови услови во така наречена демократија. И повторно доаѓаме до истиот заклучок. Наместо овој народ да се промени и да се прилагоди на новите услови и правила, норми на живење, тој одново тие нови услови ги прилагодува на својот стар терк,
на својот стар менталитет, исполнет со многу страв, со многу искушенија. Ѓоргиевски по пети пат режира во Штипскиот театар. Во Лазаревото писмо играат 12 актери, од кои 4 се гости. И покрај хуморот кој произлегува од ситуациите, на крајот публиката ќе остане со голема грудка во грлото, појаснуваат актерите. Не само заради приказната која што е преплетена со 2-3 приказни споени магично од страна на Живко Чинго, со неговиот свет кој што е чуден. И мислам дека ќе имам уште една представа, која што ќе биде успешна и ќе се игра доста долго. Така да мислам дека имаме една весела представа, навидом, како што рече Ефтим, со малку грудки голтања, така да мислам дека ќе кажем една убава приказна, да се размислиме малку и горе-долу кај сите нас тројца и кај Мики и во репликите се јавува и кај Ефтим не останаа луѓе. Малку да се размислиме на таа тема. Лазаревото писмо од Чинго досега е поставено само 2 пати во Македонскиот народен театар и Народниот театар во Куманово. Интерактивна настава за медиуми во телевизија Ирис денес се реализираше за 4 оделенците од Основното општинско училиште Ванчо Прке. Учениците разговараа со новинарите и снимателите на телевизија Ирис, а беа и дел од подготовката и монтажата на информативната програма. Ученици од Општинското основно училиште Ванчо Прке, 4 одделенци, кај наставничката Наталија Донева денес на интерактивна настава во телевизија Ирис. Учеа за медиумите. Радио, ТВ, интернет и дневен печат. Учениците разговараа со новинарите и снимателите на телевизија Ирис. Беа дел од монтажата и подготовката на вестите на телевизијата. Јас најчесто гледам забавни емисии, спортски емисии и детски емисии. Јас гледам Ирис телевизија, вести, гледам забавни вести, гледам и детски. На Ирис телевизија сите програмски содржини се убави. Дома со родителите гледам вести. 4 одделенците од Општинското основно училиште Ванчо Прке за воиднина ветија дека ќе бидат и гости во емисиите на телевизија Ирис кои опфаќаат содржини за млади. Со усвојување на програмата за одбележување на новогодишните и божикните празници од страна на Советот, традиционално и годинава во Штип ќе бидат избрани најдобрите новогодишни декорации во 3 категории: јавен објект, индивидуален и приватен. Представници на Општина Штип ќе извршат обиколка на градот за идентификација на најекспонираните декорации. Со усвојување на програмата за одбележување на новогодишните и божикните празници од страна на Советот, одделението за поддршка на градоначалникот започна со нејзина реализација. Традиционално и годинава ќе бидат избрани најдобрите новогодишни декорации во 3 категории: јавен објект, индивидуален и приватен, имајќи во предвид дека денес е 1 декември, месецот кој како последен не воведува и на крајот во новата година, а и тоа дека на 19 декември Штип ќе го одбележи денот на градот 19 декември, Свети Никола. Сакаме да упатиме апел до граѓаните за украсување на нивните домови и дворови во новогодишен амбиент. Секако секој во рамките на своите можности со ваквото украсување ќе придонесе за збогатување на новогодишниот амбиент и атмосферата низ градот и се надеваме дека и годинава како и во минатото тие ќе излезат во пресрет на ова наше барање. Ние веќе испративме замолница до приватните објекти, значи до угостителите и рестораните, да се приклучат во оваа активност и се надеваме дека годинава ќе имаме интересни декорации. Доколку некој сака однапред да се пријави за најдобра новогодишна декорација, слободно може да се обрати во локалната самоуправа и наша екипа ќе го посети и декорацијата ќе ја стави на листата кандидати за наградите. Општината дополнително ќе објави во кои денови ќе изврши обиколка на градот за идентификација на најекспонираните декорации.
Пингпонгарите на Универзитетот Гоце Делчев, студент од Штип, се есенски шампиони во Суперлигата на Македонија. Точка на сезоната ставија со убедливата победа на директниот конкурент Работнички, кого во Скопје го прегазија со максимален резултат од 5:0. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Пријатна вечер.